Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате осмиот дел од книгата Победа на Исламот. Книгата Фат Хе Ислам, Победа на Исламот, на урду јазик ја напишал Хазрети Мирза Гулам Ахмад, основаш на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Таа е напишана 1890 година, а прв пат била издадена во почетокот на 1891 година. जिक्रे खुदा पे जोर दे, जुल्मते दिल मिटाए जा, जिक्रे खुदा पे जोर दे, जुल्मते दिल मिटाए जा. Би било крајно немилосредно да ставевме толку голем товар на грбот на една ваква предана личност, поголем од неговите можности, а што бара да биде направено од група луѓе. Иако Маулви Сахиб со радост би го остапил сиот свој имот за ова служење и би го прокламирал на челото на пратеникот Ејуб, јас дојдов сам и заминувам сам. Сепак тоа е една заедничка национална одговорност. Задолжително е за секој поединец во ова доба на зло и нереди, кој така ги тресе тенкиот однос помеѓу господарот и слугите, е да се грижи за својот убав крај. Треба да правите благородни дела од кои зависи спасот, како што е жртвување на својот имот и трошење на драгоценото време во негова служба. Треба да имате страв од овој непроменлив и втемелен Божји пишан закон, како што пишува и во неговата чесна книга. Нема да постигнете добрина се додека не го поделите она што го сакате. Мислам дека ќе биде добро да споменам уште неколку своји верни другари, кои влегоа под закрилата на оваа Божја заедница и имаат голема љубов и топлина за мене. Еден од нив е и братот шејк Мухамед Хусейн од Мурадабада, Индија. Тој патуваше од Мурадабада до Кадијана само во името на Бог и е зафатен со подготвувањето на овој мој ракопис за печатење. Неговите гради мене ми изгледаат чисти како огледало. Неговата длабока преданост и љубов за мене е само во името на Бог. Неговото срце е исполнето со Божја љубов. Тој е прекрасна личност. Јас го сметам за прекрасен светилник за луѓето од Мурадабада. Се надевам дека светлото на љубовта и преданоста, кое тој го поседува еден ден, исто така ќе продре и до други. Иако шејк Сахиб поседува оскудни парични средства, тој има добро срце и чисти гради. Тој е зафатен во секоја служба за овој понизен слуга. Неговата вера исполнета со љубов, влезена е во секоја негова вена и жила. आस को भी बढ़ाए जा, जिक्रे. Друг ваков другар и брат е Хаким Фазал Дин од Бера. Јас не можам да ги опишам љубовта, преданоста, почитта и блискиот однос на Хаким кон мене. Тој е мој вистински добронамерник, искрен влюбеник и личност со неспоредлива сензитивност. Откако Бог го насочи моето внимание на пишувањето на овој спис и ја засели оваа намера со уверувања низ своите лични објави, јас се посоветував со неколку мои другари. Некој од нив не се согласи со мојата намера. Но овој мој брат, дури пред да му ја спомнам ова намера, на своја собствена волја ми предложи да го напишам ова и ми даде сума од 100 рупии за трошоците на овој проект. Јас сум зачуден од неговиот дар за верска остроумност, зашто неговата желба беше иста како онаа на Бог. Тој секогаш служи тајно и даде 100 рупии само за да го заработи Божјото задоволство и пофалба. Боже мој, награди го извонредно. Меѓу ваквите пријатели е и мојот драг брат Мирза Азим Баик, мархом ва Макфор, главатарот од Саман, држава Патијала.
а нашата разделба заради неговата смрт фрли темнина преку нашите срца. Тој замина од ова привремено живеалиште на 2 Реби ул Сани 1308 година после хиџра. Ние навистина му припаѓаме на Бог и нему му се враќаме. Нашите очи се навлажени со солзи, нашите срца се во болка и ние ја оплакуваме неговата разделба. Степенот на бескрајната наклонетост кон мене на Мирза Сахиб и начинот на кој тој се жртвува во мое име, кај можам да најдам зборови да го изразам тоа ниво на неизмерна љубов. Мојата болка и тага заради неговото прерано заминување е таква што јас ретко и наоѓам рамна во мојот изминат живот. Тој е наш сакан главатар на нашата цел, кој замина пред нашите очи. Се додека сме живи, ние никогаш не можеме да го заборавиме болот на неговото заминување. Тоа е таква болка во моето срце, што кога би запрел солзите да течат од моите очи, тие би текле од моите ракави, од работ на мојата наметка. Сеќавањето на оваа разделба го исполнува моето срце со тага и моите гради со чувство на болка. Обземено од болка моето срце жали, а моите очи лијат солзи. मगाए जा जिक्रे खुदा पे जोर दे जुल्मते. Целото негово битие беше олицетворение на љубовта. Мирза Сахиб беше исто така храбар да ги покаже своите чувства. Тој си од свој живот го посвети на овој пат. Иако Мирза Сахиб беше со оскудни средства, сепак тој кога требаше да направи нешто, правеше се и во неговите очи за служење на верата, имотот не вредеше повеќе од грст прашина. Тој имаше висока способност за разбирање и сваќање на тајните на духовното знаење. Длабоката убеденост и цврстата вера, полна со љубов, која тој ја имаше за овој понизен слуга, навистина е посебно Божјо чудо. Тој беше така весел човек, што кога го видеше човек мислеше дека гледа градина полна со цвеќе и овошје. Тој замина, оставајќи ги своите домашни, со мало дете, сосема сиромашни и во крајна немаштија. О, семоќен Господи, биди Ти доволен за нив и биди нивни старател и вдахнови ги срцата на моите пријатели да покажат добродетелство за ожалостеното семејство на овој искрен брат. О Боже, утешителу на ожалостените срца, понизните наоѓаат прибежиште во Тебе и искрено простување. Од Твојата милост прости му на Твојот слуга. Пружи им ја својата сомилост на ожалостените кои останаа. Јас само спомнав неколку мои другари како пример. Тука се и други со исти особини, кои детално ќе ги споменам, иншалах, ако даде Бог, во друга книга. Овој есеј не престанува да се продолжува, така што за сега за нив само толку. На ова место сметам дека е пригодно да изнесам дека сите оние, кои влегоа во заклетвата на верноста на Баијат, не се такви да можам да изразам добро мислење за нив. Наместо тоа, гледајќи ги и некои од нив, како суви гранки од дрвото кои Бог, кој е мој старател, еден ден ќе ги одсече од мене и ќе ги фрли на куп запалени дрва. Некои се такви што на почетокот покажуваат одредена приврзаност и искреност, но сега станаа рамнодушни. Тие ја немаат светлината што ја покажуваат следбениците кои имаат љубов. Навистина лукавоста на Балам е се што останало од нив. Тие се како расипан зап, кој чека да биде изваден и изгазен. Тие се изморија од немаштијата. Овој расипан свет ги стисна во замката на својата измама. Јас зборувам само вистина, кога велам дека таквите наскоро ќе бидат одсечени од мене, освен оние кои ги упати раката на Божјата благодат. Тука се такви, секако ги има многу, кои Бог ми ги даде за секогаш. Тие навистина се вечно зимзелени гранки на моето битие. Јас, иншалах, ако даде Бог, ќе пишувам за нив во друга прилика.
Овде сакам да ги исправам мислењата на некои моќници, кои сметаат дека се жртвувале на Божиот пат, а кога ќе притребаат, тие секогаш се повлекуваат да не го потрошат својот имот. Тие велат дека да нашле доба во кое вистински човек е испратен од Бога за обнова на верата, би му пристапиле во помош, дури би биле спремни да се жртвуваат за него, ама што да правиме кога секаде наоколу се лажговци и измамници? Но луѓе, нека ви биде јасно дека личност за потпора на верата веќе е пратена, но вие не ја познавате. Таа личност е меѓу вас и тоа е тој што сега ви се обраќа. Но тука се тешки покрови што ги прекриваат вашите очи. Ако вашите срца се во потрага по вистината, не е тешко да се провери тврдењето на оној што јавно изјавува дека Бог му се обраќа. Дојдете кај него, останете во негово друштво 2 или 3 недели и ако Аллах така сака, вие можете да бидете сведоци на дожд од благослови кои паѓаат врз него и големо духовно светло кое се спушта над него. Оној кој бара тој и наоѓа, оној кој тропа нему му се отвара. Ако вие ги затворите очите во мрачна соба и се жалите дека не го гледате сонцето, тогаш вашите жалби ќе бидат залудни. О, ти незнајко, отвори ја вратата на својата соба, тргни го покривот од твоите очи, да можеш не само да го видиш сонцето, туку и да те огрее со својата светлина. Некои велат дека основањето на друштва, анџуман и отварање училишта е доволно за служење на верата, но тие не разбираат што е вера, ниту ја разбираат крајната цел на нашето стварање и како и на кој начин можеме да ја постигнеме оваа цел. Тие треба да знаат дека крајната цел на овој живот е да постигнеме таков вистински и сигурен однос со Бога, нешто што ќе ги прекине нашите односи врзани за нефс, световни работи и да стигнеме до изворот на спасот. Патиштата кои водат кон ваквата сигурност не можат да се постигнат со човечко пресметување и програми. Човековите средства не се од корист. Сушност, во времето на мракот ова светло секогаш се спушта од небесата преку неговите одбрани слуги. Само оној кој дојде од небото, тој може да ве води на небото. Затоа, о, сите вие, закопани во дупките на мракот, и оние кои сте совладани во канџите на двоумењето и сомнежот, и слуги сте на себичните желби, немојте да се гордеете со обични титули или со наследството на исламот. Немојте да сметате дека вашата крајна победа е основањето друштва и школи. Во основа, овие работи се корисни и можат да се сметаат како први чекори за напредок, но тие се далеку од вистинската цел. Тие можат да му помогнат на некој да добие титула мудрец или славен научник. Можно е исто така дека долгото и континуирано школување може да резултира со делумно постигнување на вистинската цел, но, како што ова персиска изрека вели, пред да стигне против отровот од Ирак, каснатиот од змија може да умре. Затоа разбудете се и бидете внимателни да не се лизнете и да не се најдете во состојба на отпадништво и неверување на своето конечно патување кон идниот свет. Знајте за сигурно дека надеж за спас на другиот свет не зависи од стекнувањето обично знаење. Потребно е да слезе небеско светло за да ја тргне нечистотијата на сомнежот и недостатокот на убедување, да го изгаси огнот на алчноста. Тоа човек го привлекува кон искрена љубов, вистинска склоност и послушност кон Бог. Ако ја прашате својата совест, ќе го добиете овој одговор, дека вистинското задоволство и мир кои одеднаш станат причина за духовна промена, вие досега уште не сте ги нашле. गौहर शब चराग बन दुनिया में जग मगाए जा. Денес го завршивме 8-миот дел од книгата Победа на исламот.
Esselamu alaikum.